Сигурно постојат моменти кога се прашувате што е тоа љубов. Дали таа постои? Велат дека љубовта е кога некој не може да живее без вас, без вашето присуство. Ве сака оној на кој дефинитивно му сте потребни. Кога сте осамени, тој секогаш тука за вас. Се замисливте ли? Вашите миленици се вашите најголеми пријатели затоа што ви ја пружат нивната неизмерна љубов. Гледајте на. Сега ќе разговараме за раса на куче која што сите вие ја знаете преку цртаните филмови. Мачето го бркаше глувчето, ама кучето го бркаше мачето. Тоа е цртаниот Том и Џери и сега ќе разговараме баш за тоа куче од расата англиски булдог. Ајде да знаеме нешто повеќе за него. Сега ќе разговараме за мала набилдана раса на куче. Тоа е расата англиски булдог. Тие се многу ретки кај нас, а Јулијана е една од ретките која ги огледува. Здраве Јулијана, како си? Добре дојде во емисијата, пријатели. Добре, најде. Зошто се одлучивте за расата англиски булдог? Се двумевте помеѓу повеќе раси на кучиња или? При изборот на куче бев одлучна за англиски булдог. Немав двоумења, бидејќи расата како раса многу ми се допаѓа и сакав да одгледувам едно такво куче. Дали многу читавте за оваа раса пред да го земете вашето куче? Да, бев информирана за расата, околу расата и поради тоа баш и го зедов кучето. Дали сте запознаени од каде потекнуваат и како е настаната оваа раса? Запознаена сум, оваа раса потекнува од Англија, затоа и се вика англиски булдог. Знам дека порано овие кучиња се користеле за борба со бикови, но станува збор за многу мирни, дружелюбиви кучиња кои ги сакаат луѓето многу. И како дојдовте до вашиот одличен примерок на куче? Дали вие сами си го најдовте или некој ви го донесе? Јас и мојот сопруг бевме дури до Србија, до Белград за да го земиме кучето. И сами си одбравме од одгледувачницата на кучиња на англиски булдози, си го одбравме Рико, така се вика, и сме многу среќни со него. Супер, јас колку што знам тој оди во теретана, па сигурно кучето си има одбрано да биде како него на билдер. Да, мојот сопруг посетува теретана, па може и тоа има некаква врска при изборот на кучиња. Како што велат дека кучињата личат на соседите. Да, да. Што друго е специфично за овие кучиња освен што се мали и набилдани? Специфично е тоа што се многу дружелюбиви, многу мили кучиња, иако нивниот изглед, значи, не изгледаат баш така, но многу ги сакаат луѓето, особено децата, значи, сакаат да си играат, особено сакаат со топка да си играат. Многу се интересни за одгледување. Вие по цртано Том и Џери? Да, тоа е. Така и најмногу. Да, да. Дали страдат од некоја болест, освен тоа што знам дека повеќето имаат проблеми со очите? Конкретно за нашето куче, освен операцијата со очите, нема никаков друг проблем. Сега мислам дека исто така имаат маки при парењето, пораѓањето. А што се случи со очите на вашето куче? Имаше проблеми со жлездите на очите, тоа било карактеристично за расата. Мораше да користиме и хирушка интервенција за да му се отстранат жлездите, што му се има правено, но сега е супер. Баш како што ни кажа, овие кучиња се многу тешки за размножување. Дали може да ни кажеш зошто е тоа така? Точно, значи овие кучиња се многу тешки за размножување. Тоа е поради нивната конструкција, големата глава и не може природно да се Започет. така. Знам дека воопшто не штедите кога се работи за кучето, затоа што се купуваат од кајмен, од печоп, од пријатели. Па освен добрата храна, што друго му давате на вашето куче? Па освен добрата храна, на нашето куче му даваме редовно витамини, исто така му даваме и кафортан и биотин. Дали има некоја интересна случка која што би ни ја кажала со твоето куче? Па има доста интересни случки, такви случки се случуваат секој ден. Знае да не изненади, но најмногу ни остава впечаток неговата љубов која ја чувствува спрема нас двајцата, спрема мене и мојот сопруг. Да, тоа е само една од случките. Јулијана, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и за крај би те запрашал на кого се ќе ма препорачаш оваа раса? Па оваа раса би ја препорачала на луѓе кои што се издржливи, кои што ги сакаат животните и
кои што има доволно време да им посветат, бидејќи овие кучиња бараат многу внимание и љубов нормално. Благодарам. И продолжуваме да разговараме за расата англиски булдог. Сега ќе разговараме со човек кој е кинолошки судија и има познавање околу многу раси. Здраво, Митко. Здраво. Претходниот прилог беше со луѓе кои одледуваат оваа раса, но ти како стручен дали може да ни кажеш нешто повеќе околу потеклото? Вака, првен да те коригирам за изразот, значи има две разлики. Значи луѓе што чуваат дома кучиња и луѓе што ги огледуваат. Значи луѓето што огледуваат кучиња, тоа се луѓе што имаат женки и што произведуваат кучиња, значи како што вадат малечки кученца. А тие што имаат као миленик дома, тоа е едно куче, две, три, може да видат и повеќе, или тоа се само миленици, значи огледување е сосема друго. Сега, оваа раса потекна, како и самото име што кажува, од Англија. Значи тоа е една стара англиска раса на молосоидно куче со брахицефална глава, тежок костур. Тој моло се одликува со тие карактеристики. Тоа куче било користено во нехумани сврхи, во нехумани цели, за борби со други кучина, за борби со бикови, со мечки го пуштале, значи секакви крвави спортови што во Англија тоа време биле, не знам, во тренд. Се со донесувањето на законот на забрана на тие борби, кучето почна да се трансформира и да не изглед да го добива и новиот изглед, модерен. Значи старите булдози изгледале нешто као денешен Стафорд, да кажеме така, нешто као помасивен некој стафордски териер, али со како понатаму излегват од тој крвав спорт, влегуваат као многу добри домашни миленици и имат добри карактеристики за дома, за чување. И така со моделирање, че гледувачите со селекција го добиваат тој денешен изглед, кој горе-долу многу не е исправен, али е многу актуелен. Значи, тоа е куче прекрасно грдо. Значи, има таа глава, како што има преголема, значи, за тоа тело, има огромен костур, значи, многу широк фронт, тесен назад, со големо око, смачкана вилица. Тие работи има и многу интересно за изглед. Тие носат некој нус појави други. Овие кучиња, колку што знам, се многу мирољубиви, иако не изгледаат така. Дали може да ни кажеш нешто повеќе околу карактерот на овие кучиња? Па да, значи како што спомнав претходно, значи тие биле користени во борби, али тоа било тогаш и тие биле користени ради нивната снага, а не ради нивниот карактер. Значи нивниот карактер е претежно многу мирен. Тие се мирољубиви со други кучина, со други животни, со луѓе. Значи воопшто нема агресија, и да има агресија не се способни ништо да направат со тоа денешно тело што имат. Не знам, околу карактерот се лесни за дресура, не се големи љубители на шетање, класично домашно куче. Од кои болести најмногу страдаат овие кучиња? Да, за болестите тие се познати како понежни кучина. Значи, најголемиот проблем со овие кучина е топлината. Значи, тие ради таа смачкана вилица, носната печурка е залепена скоро меѓу очите. Искривени се носните патишта и кучето не може добро да вентилира, значи да има добро да се лади. Значи кучината, знаеме, немаат пори на телото, значи не може да подаде цела терморегулација оди на уста и на нос. Со тие деформации што ги има булдого, не може добро да се лади и има проблеми на жешко време. Значи на жешко време не би требало многу да се шета тоа куче. Исто имаат проблеми нормално со репродукцијата, вештачки се парат, многу тешко раѓаат, претежно на царски рез, страдат од некои други наследни болести, што горе-долу сам глупо да ги објаснам, тие не се страшни тие некои работи, али претежно треба, тоа е нежно куче. Сега, не знам, страдат од срце, страдат од ектропиум, ентропиум на очите, кожни болести исто. Овие кучиња се многу тешки за размножување. За ова разговаравме во претходниот прилог. Дали може да ни кажеш зошто е тоа така? Па зошто вака се, значи
самата конструкција на тело, значи не му дозволува на мажјакот да, значи физички не може тој да се качи над кучката и да го изврши чинот на парење. Значи ако либидото постои, кучето може да сака, али не може физички да го постигне тоа. Ние сме покушвали, во битол имаме парено и природно, значи тоа може, али во некои 70% случаи не може. Сега тоа од страна на, значи, на процесот на парење. При окучувањето голем проблем е тоа што кучките не се во јака кондиција, носат мал број на плодови во нив и плодовите претежно се гломазни, значи имат кученцата се со големи глави, преголеми за да излезат низ карлицата, значи самиот стандард ке тоа куче бара да има многу широк фронт и да е тесен назад во слабинскиот дел. Значи и во карлицата, значи тоа е као нуспојава, после дава да тие кучките многу тешко може да се окучат. На кого би му го препорачал ова куче и според тебе дали треба се чува во домашни или во надворешни услови? Вака, кучето би му препорачал на луѓе што сакаат да имат куче во цивилизација. Значи класично куче за цивилизација се чува исклучиво дома. Значи може да обстои надвор да биде, не дека не може, али не е паметно англиски булдог да се чува на отворено. Значи тоа мора да биде натре во стан, да биде на летото да е на ладно, зимата да е на топло, бара многу малце шетање, значи класично куче за цивилизација. Нема звук, значи не е галам дженела и многу. Митко, ти благодарам за гостувањето во емисијата и со тебе ќе се дружиме и на наредните емисии, па и ќе ти досадуваме. Собственикот на една продавница на вратата ставил надпис "Кученца на продажба". Овој надпис им привлекло внимание на малите деца и на прагот се појавило едно мало момче. "Извинете, колку ги продавате овие кученца?" праша момчето. Собственикот на магазинот му одговори: "Зависи за која раса станува збор, а се движат од 30 до 50 долари." Момчето од својот джеп извади 2 долари и го запраша: "Имам само 2 долари и 37 центи. Дали за овие пари ќе можам барем да ги погледнам?" Собственикот се насмевна и му дозволи да ги погледне кученцата, но едно од нив изостануваше. Момчето радознало го запраша што се случува со тоа мало кученце. Собственикот му одговори дека тоа кученце има проблем со ногата и накривува и дека никогаш нема да оздрави. "Сакам да го купам тоа кученце," рече момчето. Собственикот му рече на момчето дека нема потреба да плаќа за тоа кученце и ќе му го поклони. Момчето затрепери, погледна право во собственикот и повторно му рече: "Не сакам да ми го подарите. Кученцето си има цена како и останатите и јас ќе ја платам неговата цена. Всушност сега ќе ви дадам 2 долари 37 центи, а секој нареден месец уште по 15 центи додека не го исплатам." Собственикот збунето го запраша: "Дали сериозно сакаш да го купиш тоа кученце? Тоа кученце никогаш нема да може да трча, да скока и да си игра со тебе како останатите." На тие зборови момчето се наведна, ги подигна панталоните и од својата лева нога добро се покаже неговата метална прачка. Тогаш погледна кон собственикот и тивко му прошепна: "Ни јас самиот не сум толку добар, а малото кученце ќе има потреба од некого што ќе го разбира." Во прилог ќе разговараме за најграциозните и по изглед најубавите кучиња. Тие се издржливи на огромни сибирски услови, имаат долго бело влакно и се навистина мирољубиви. За нив ќе разговараме со Ангела Илиевска. Здраво, Ангела. Здраво. За почеток би те запрашала како се вика твоето куче и колку е старо. Моето куче се вика Бела, има 2 години. Таа е седмиот член во нашето семејство. Зошто се одлучи за сибирски самоед? Заради неговото убаво долго бело влакно или? Посебно заради нивната насмевка по која што се познати смајли, освен долгото влакно, нивниот став, нивното движење, нивната грациозност, поврзаност и големата љубов кон луѓето, како и околината. Дали пред да го земиш кучето истражуваше за неговите карактеристики? Да, но меѓутоа многу малку, откако го зедов кучето, веќе многу подлабоко и совладав нивните карактеристики. Ангела, што би можела да споделиш со нас околу неговото потекло? Околу нивното потекло, знам дека името го добиле според номадското племе самоеди, кои што живееле на Сибир. Биле нивни заштитници, овие бели кучиња, и чувале нивните стада, нивното огниште, ги користеле за влечење на санки. Поларните истражувачи многу ги засакале овие кучиња, па така ги однеле во нивните домови и така ова раса почнала да се шири на светот. Како го држувате влакното вака чисто и колку време ви одзема хигиената на вашето куче?
Бидејќи овие кучиња се познати по нивното специфично крзно, за влакното секојдневно значи се грижиме, не ни одзема многу време, правиме секојдневни чешлења, потоа потребни витамини, минерали за одржување на влакното и секако ни препораки од страна на пријатели, конкретно на Јуче, за одржување на влакното, бидејќи се кучиња кои што не сакаат многу вода и за кои се препорачува да се бањаат 3 пати во годината. Освен тие бањања, правиме и суво бањање со посебен прашак. Знам дека имавте 2 неуспешни обиди за парење, што се случи? Па најверојатно Бела не била расположена за парење. Кажи ни некоја интересна случка која ти останала во сеќавање. Има многу случки, секојдневни случки и веќе не можеме ни да ги дозапамтиме случките. Најинтересно беше бидејќи Бела е родена во лето. Прв пат во нашиот дом, значи во периодот на зима кога падна првиот снег, ја изнесовме во дворот. Беше многу чудно. Почна да го пипа снегот со шепата, се додека не го познае дека е снег. Потоа нормално, како и бидејќи се познати по тоа дека се сибирска раса и сакаат многу ниски температури и снег, постојано значи игра во снегот за време на зимскиот период. Кога ја шетаме во парк, ќе седнеме на клупа да направиме мала пауза, Бела не лежи на земја, туку седи на клупа. Исто така за време на летниот период, кога ја шетаме низ широк сокак, сака да седи во кафич, значи покрај нас да си лежи и да ужива. На кои луѓе би им ја препорачала оваа раса? Ова раса би им ја препорачала претежно на оние луѓе кои што имаат желба и голема љубов да чуваат вакви кучиња. Бидејќи ние ова куче го чуваме во домашни услови, сите оние кои што имаат услови за да го чуваат ова куче би им го препорачала, особено на оние кои што имаат малечки дечиња, бидејќи оваа раса е доста позната по тоа што сака да игра со дечиња. Многу од луѓето не сакаат да земаат куче, особено неголеми кучиња или кучиња со долго влакно. Но еве вас не ви представувало проблем, па колку е тешко да се чува самоед во домашни услови? Воопшто не е тешко оваа раса да се чува во домашни услови, бидејќи се доста темпераментни, меѓутоа тоа нас не ни смета. Тука е татко ми кој што се грижи околу навиките на Бела. Исто така живеам со баба и дедо, па кога ние не сме дома, Бела седи со баба ми и дедо ми. И многу е добра, бидејќи кога некој ќе звони, ако тие не го слушнат звончето, знае да изреагира и пред време да ги предупреди дека некој доаѓа. Исто така моите родители кога се враќаат од работа, уште пред да дојдат, знаеме дека тие идат, бидејќи Бела е тука со низиниот многу добро развиен усет да го осети нивното доаѓање. Ангела, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и ти посакувам уште многу убави моменти поминати со твоето куче. Дека големината и храброста не од едно со друго, докажува ова видео. Ова огромно куче е од расата бернандинец, кој многу од вас го познаваат по филмот од Бетовен. Ова куче многу лесно се искачи по скалите нагоре, но за слегување се плаши и не сака да слезе. Па кога собственикот проба да го слезе по скалите, настана смешна сцена. Кучето очигледно реши да остане на спратот до крајот на неговиот живот, но со мала помош од собственикот ќе успеа да слезат. Погледнете до крај. Kiełbasa jest potrzebna teraz. Zasynuś. No tak, ninja, patrz, to ninja jest. Ninja i zawołaj Minecraft. Jeszcze tyle. Ale on... Tak, kiełbasa. No nie dało się. Chodź, on nie pójdzie przecież. Patrz, program nie zrobił. Ale tak nie jest. Nie bój, patrz, pan idzie, ty wiesz co się święci, nie? Zobacz co mu się dzieje, jak mu leci. Wpadniesz jeszcze raz na taki pomysł? Lucek go tę krzywdę zrobi. No idziemy, mamie. Idziemy, mamie. O, stary. Ja mówiłem, że nie może tu chodzić. Kurwa, no. Jezu, kochany. Nie wytrzymam. Boże. Trzymam cię.
Оваа емисија ќе ви представиме водно желче како домашно милениче. Ова милениче не одзема многу од вашето слободно време. Можеме да речеме околу 10 минути. Желчето е месојад и најчесто се храни со ракчиња. Не може да се прејади како рибите и не треба да се плашите дека ќе му се случи нешто доколку го прејадите. Единствено треба да внимавате на водата која ја ставате во аквариумчето, да биде одстојана 24 часа, за да нема хлор во неа, затоа што желчињата најмногу страдаат од очите. Во овој период е добро да му ставите UV ламба на вашето желче и да напоменеме дека мора да имаат постоли за качување. За само 490 денари вие добивате пластичен сад за вашето желче, добивате желче и храна за него. Цените се екстра ниски поради две причини. Едната е дека во Pet Shop пријатели има акција Миленик во секој дом. Со тоа нашата цел е да имате милениче дома, затоа што вашиот дом е празен без миленик во него. А другата причина е затоа што желчињата носат пари во вашиот дом, а ние сакаме да ви помогнеме околу тоа. Ова е според Фенг Шуи. Ако сакате пари, треба да имате желче во вашиот дом. Во северниот дел на вашиот дом пожелно е да имате желче, кој е символ на среќата и богатството. Никогаш во пар, бидејќи непарниот број му одговара на северот. Значи 1, 3, 5 желки. Повелете и посетете ме. Животот е премногу краток. Во него пријателите лесно доаѓаат, но и лесно се заминуваат. Некои ги губиме повремено, но некои за секогаш. Затоа додека ги имате вашите миленици со вас, искористете секоја минута и подарете им низмерна љубов. Тие ќе ви вратат многу повеќе. Толку на за оваа емисија. Земете ги со вас вашите миленичиња и гледајте на наредната емисија. Чао. Чао, чао.